Гледам денески изјавите на Христина Мицкоски во Валандово. Повторно тоа нема врска со локални избори. Повторно тоа нешто Димче, Филипче и Али Ахмети се обединиле за да ја вратат Македонија назад и дека тоа сега пак ќе биде една борба на да се биде или не предавници патриоти. Мислам цело време пази во едно Валандово кое е едно прекрасно место кое што може да збори за калинки, може да збори за маслинки. Меѓутоа, знаеш како сега целата кампања тераат на дур некако. Цело време треба да се збори за некакви мачни работи. Така и види сега што е право. Мислам, ја не знам дали е тоа само некаков впечаток што ја го имам. Меѓутоа нема ден без инциденти. Те кафански тепачки, те пукања по улици, те биле за ова, за она пукањата, не биле за нешто друго. Овој Мицко шета со обезбедувањето му глуми Мосад, па сега сите облечени исто. Минатиот пат зборев на подкастот доаѓа на дипломатски прием со 15 души околу него. Мислам, ако стигнало до таму на приемот, они на партиските своји состаноци и средби доаѓа со 15 души. Така една тензија се дига без везе, која што на крајот резултатот од тоа е една нервоза општа, затоа и не можат да дојдат до израз градоначалничкиве кандидати и опште носителиве на листи, бидејќи тоа е, мислам, буквално секој ден има по некаков инцидент. Атмосферата во државата некако стана и без ентузијазам, се е на сила, се е некако на туркање многу и така натаму. Знаеш, на митинзи без душа. Веројатно на сите партии се полупразни митинзите. Сироти не можат ни плоштадите, ни со не знам какви снимки да ги покријат, пошто им доаѓаат по 200-300 луѓе околу Мицко, а се на власт, па тоа се можат да мобилизираат, па носат автобуси. И така натаму, и така натаму.